Добар ден, почитувани гледачи. Денес, во нашиот чаковски коментар, ќе погледаме една исклучително интересна и би рекол и поучна партија играна помеѓу двајца поранешни младински светски шампиони. Помеѓу индискиот велемајстор Пентала Хари Кришна, роден 1986 година, и азербејџанецот Шахријар Мамедјаров, роден една година покасно, значи 21 годишен, исто така поранешен младински светски првак. Мамедјаров стана светски првак 2003 година со одличен резултат 10-13. Пентала Хари Кришна следната година 2004. Оваа партија е играна на Aeroswift турнирот кој од 17 до 29 јуни се одржа во Форос на Крим. Партијата е играна токму на 22 јуни. Хари Кришна пред 2 години извесен период работеше со прославениот англиски велемајстор Најџел Шорт и од тука има и измени во неговиот репертоар. Тој се почесто се отвара со потегот E4, иако пред тоа порано преферираше затворени системи. Значи се чувствува влијанието на Најџел Шорт и во репертоарот на индискиот велемајстор. Пентала Хари Кришна, да напоменам дека инаку е по Вишванатан Ананд, трет играч во Индија, уште само малку посилен, но со приближна иста сила како него е и Саши Киран. E4, Мамедјаров, E5, конј F3, конј C6, сега прво мало изненадување, не шпанска партија, туку конј C3, како вовед во игра на 4 коњи, и по конј F6 повторно изненадување, не ловец B5, туку D4. Со D4 белиот нуди шкотска партија која би настанала по E зема на D4, конј D4, ловец B4. Таа варијанта се смета дека не му дава на белиот предност, дека дава еднаква игра, но затоа и црниот многу малку може да направи. Можеби Хари Кришна бил задоволен да ја ремизира оваа партија со својот противник за кој има, се разбира, високо мислење. Мамедјаров, Пораџабов е најсилен, убедливо најсилен играч во Азербејџан. Но на D4 Шахријар го игра потегот ловец на B4 со кој што покажува дека е расположен за полнокрвна борба. Конј Е5. Сега доколку црниот земе на Е4 во оваа ситуација, белиот веднаш може да дојде со дамата на Г4. И по конј С3 дама носи на Г7 со напад на топот, топ Ф8, А3. Настанува исклучително остра позиција, која што се смета дека е поповолна за, односно подобра за белиот. Например, на конј Д4, А зема на Б4, конј С2 шах, крал на Д2, конј А1, крал С3. Настанува една многу остра, нестандардна позиција, гледате, каде што црниот има квалитет повеќе, но се разбира дека тој конј нема да излезе од А1, а белиот по ловец С4 ќе го внесе и топот во игра и има подобри шанси како што покажала праксата.
Мамед Јаров на конј Е5 продолжува со развојот. А Хари Кришна се разбира е премногу силен играч за да не знае дека тој пешак што му беше жртвуван не смее да го држи затоа што би заостанал во развој, туку тој веднаш не се стреми да го задржи пешакот, туку го продолжува развојот со ловец D3. Конј зема на D4. Мала рокада. Мамед Јаров инаку е исклучително опасен тактичар. D6, конј C4. Белиот нема многу ниту во оваа позиција, но по ловец на C3 сега имаме разнородни фигури, несиметрична пешачка структура и сето тоа ќе ни даде можност да гледаме една интересна борба на две концепции. По Б зема на C3, сега за црниот е опасно да дојде со конјот на C6 заради ловец на G5. Многу непријатно врзување. Ловец G5 и понатаму F4. Заради контрола на полето G5, Мамед Јаров доаѓа од D4 со конјот на E6. А Хари Кришна конј е 3. Ловецот на диагоналата C1 H6 нема перспектива, затоа тој треба да го донесе на најдолгата диагонала, на B2, од каде ќе врши притисок на црното кралско крило. Црниот, да не заборавиме, нема црнополен ловец. И тој факт ќе ја определува стратегијата на двајцата противници во наредната борба. По конј е 3, постфестум ќе се види дека во овој миг Мамед Јаров прави една малку забележлива, би рекол незабележлива грешка, како што ќе покаже на тамошниот тек од партијата. Тоа е потегот топ Е8, топ Е8 кој што не е сосема конкретен потек, затоа што иако можеби тој се надевал на притисок на централната точка Е4, белиот ќе ја утврди многу добро со F3 и ќе се покаже дека тој потек на Е8 ќе биде само одредено губење на време за црниот. Но и воопшто да се загуби една шаховска партија, дури и меѓу најголемите играчи, не треба многу, особено со црни фигури. Доволно е честопати само една грешка и тоа не така многу, не така голема за партијата да биде неповратно загубена. По топ Е8 C4 отвара пат за ловецот. Конј C5 со напад на E4, но тоа белиот лесно го парира со F3. Конј од F на D7. Топ B1. Конј E3, C4 и топ B1 се подготвителни потези за ловец B2. Ловец B2 веднаш не беше добро заради конја 4 и ловецот ќе немаше кај да отстапи по диагоналата, затоа топ B1. Конј E5, ловец на B2, F6 веднаш се бори, прави бариера за ловецот од B2 на кралското крило. Сега ќе видиме дека Хари Кришна ќе ги постави фигурите на вистина идеално. Од секогаш било многу важно за да се определи целокупната оценка на позицијата како се распоредени тешките фигури, дамата и топовите. Ќе видиме дека младиот пентала Хари Кришна оптимално ќе ги распореди своите сили. Дама на D2. Ловец E6. Топот ја заврши работата на Б линија. Топ од Б на E1. Дама D7. Доаѓаме до една критична ситуација. Белите и црните ги поврзаа своите топови, ги развија сите фигури. Сега, од кога белиот комплетно се намести,
Сега треба да појде во акција. Црните коњи наоко убаво стојат на E5 и на C5, но тие немаат објекти за напад. За разлика од белиот, кој што својата стратегија ја темели на првата виолина во својот оркестар, на концертмајсторот, на ловецот од B2, кој што треба да ја овозможи, да ја создаде, да ја креира оваа црнополна стратегија која што ќе ја видиме сега. А која започнува со потегот F3, F4. Нападнат е коњот. Каде да оди коњот? На F7 не може заради F5. Заслужуваше внимание коњ на C6, но белиот тогаш ќе дојде со коњот на D5 и ќе има, се разбира, подобри шанси. Ако дојдеше на G4, тогаш белиот ќе добиеше темпо со F5. Напаѓајќи го ловецот, коње 3, топ е 3, ловец на F7 и сега топ G3 со закана ловец на F6. За по крал F8 да следи ефектна жртва на G7, топ G7 и по крал G7 дамата доаѓа на G5 со разорно дејство. Не може да земе врзана. Крал F8, ловецот носи на F6 и црниот се наоѓа пред нерешливи проблеми. Се заканува дама G7, ловец G6, F-G6 само ќе отвори линијата за топот, а по ловец H5, белиот има време да го земе тој ловец и да продолжи со својот напад. Значи по F4 црниот нема голем избор и тој за да не губи време зема на D3. Коњ зема на D3, CD3. Белиот центар е многу силен, доколку црниот се обидеше да го подкопа, например, со B5, тогаш белиот ќе го продолжеше својот напад со F5, па на ловец F7, коњ G4. И понатаму топ F3, топ G3 се заканува и со ловец F6 и така натаму. Мамедјаров самиот игра F5, сакајќи физички да го спречи белиот самиот да одигра F5, но со тоа се зголемува влијанието на црнополниот ловец на белиот. И по F5 следи одличен потек, топ на F3. Значи, белиот го префрлува и топот во напад. При тоа ќе видиме тој не се плаши и да жртвува нешто материјал само за да дојде до црниот крал. Сега F4 не би било добро заради топ G3 со страшен напад на точката G7. G6 не доаѓа во обзир, дама C3. Од топ E7 би следел потегот F5. Па по изнуденото ловец F5, белиот ќе дојде на полето D5 со темпо, напаѓајќи го топот, кој што мора да се засолни и белиот би можел да земе сега на G7 со решавачки напад. Топ G7 не може заради коњ F6 со шах шех. И црниот би ја загубил дамата. Јасно му е на велемајсторот од Азербејџан дека е многу опасна неговата позиција и тој ќе направи се што е во негова моќ да ја брани. Но ќе видиме дека индискиот велемајстор ќе покаже дека
го заслужува рейтингот што го има, а неговиот рейтинг е 2680, значи рейтинг на велемајсторот екстра класа, ама Медјаров има 2699. Значи, тоа е речиси 2700. Тоа се, значи, велемајсторите меѓу првите 15 на светот. И зашто е тоа така, покажува и оваа партија. Значи, по топ F3 веднаш го штити седмиот ред Медјаров, топ E7, топ на G3, топ на F7. Зема на F5. Хари Кришна не губи воопшто време. Неговиот напад се одвива со огромна енергија, со огромна сила. Би рекол во еден здив. Секој неков потек дише со огромна енергија. Ловец на F5, топ на G5. Сега го напаѓа ловецот. Ловецот на D3 го зема пешекот, кој што ништо на белиот не му значи, но практично црниот немаше избор, затоа што на ловец G6 ке следеше F5, но сега по коњ G4 белиот коњ гледа со обете очи. Значи и на F6 и на H6 се заканува. Мора да затвори ловец G6, а Хари Кришна со F5. Со F5 продира со својот напад. Сега ловец F5 не може заради коњ H6, коњ F7 и понатаму топ G7. Принуден е да земе со топ на F5, а Хари Кришна во голем стил ја води оваа партија. Партија на двајца врсници, на двајца конкуренти, поранешни светски шампиони младински, коњ на H6 шах. Жртва која мора да се прими. Г зема на H6 и конечно е отворена долгата диагонала и белиот поставува батерија. Дамата напред, ловецот позади него и веќе е подготвен да даде мат. Сега како да се затвори диагоналата? Ако топот од F5 дојдеше на E5, тогаш белиот би земал топ од G5 на E5 и на D5 дама на E5. Сега сака дама H8 шах и на крал F7 дама G7 шах и мат. Гледате, топот одлично стои на E1. И од онаа варијанта со ловец G7 и дама G5 се гледа дека дамата најдобро стоеше на D5, имаше визија тоа Хари Кришна да го види и топот од B1 на 1. Последниот подготвителен потек пред белиот да тргне со F4. Што му преостана на Медјаров, освен да се обиде да покрие со коњ на E6, да ја покрие линијата. Следи дама на H8. Се извинам, топовите се вака. Следи дама на H8 шах. Крал F7. Сега топ зема на F5 шах. Ловец зема на F5. Повторно, белиот не сака да губи време да го зема топот на 8, кој никому не му е потребен, туку дава шах на F6, крал G8, дама на F5. Гледате, белиот речиси го врати материјалот, тој сега номинално има два пешаци помалку, на тие два пешаци ништо се разбира не значат, туку сите негови фигури се оптимално поставени. Сега виси и коњот. Не може згодно да се брани коњот на топ E8, црниот би дошол во изнудица. Во цунг-цванг по дама F6 ке нема ниту еден корисен потек, а белиот ке се заканува со топ F1 или дама H8 и топ F1. Коњ G7 не е одбрана заради топ E8 и на дама 8 дама G7.
на дама G7, топ E6, фигура повеќе и така натаму, значи нема што да игра по топ E8 дама F6, затоа Мамедјаров се обидува веднаш да се одврзе со коње F8. Но Хари Кришна сега бие од D5. Гледате, секој има своја работа. Ловецот сече по најдолгата диагонала, сега белиот по белите полиња, дамата од D5, а топот на E линијата е поставен, но по можност доаѓа и на F линијата. Дама D5 шах, единствен потек дама F7 и за крај колку ефектно, толку и силно топ на E7. Тоа е последниот 33 потек, поточно 32 потек, топ E7 со напад на дамата и Мамедјаров ја предава оваа партија, му честита за одличната игра и победа на својот противник. Само да покажеме уште што се случува на дама D5. Би следел еден цвишен цук, еден меѓу потек важен, шах, и кога ќе дојде кралот на хаосум, во овој миг се зема на D5 и гледате како ја притесне црниот крал во ќоше и сега нема одбрана од било кој потек на белиот по Г линија да открие шах и истовремено да матира. Значи, една прекрасна партија, една поучна партија. Ни дадоа, но за добра партија се разбира дека се потребни двајца. Мамедјаров се бранеше одлично, направи се што е во негова моќ, но очигледно дека Хари Кришна ни покажа денес како на изглед не многу опасна ситуација, како се води прекрасно шаховски напад. За сите шаховски учебници верувам дека многумина од најмладите ќе извлечат некои заклучоци и некоја поука од оваа партија. Тоа би било се, почитувани гледачи, за денешниот коментар, каде што ја гледавме партијата помеѓу двајца велемајстори од светска класа, двајца млади велемајстори, помеѓу индиецот Пентала Хари Кришна и азербејџанецот Шахријар Мамедјаров. Пријатно попладне.